Собранието денеска го донесе новиот закон за високо образование. Министерката за образование и наука Рената Дескоска во своето обраќање до претениците во собранието рече дека посебен фокус е ставен на контролата на квалитетот во високото образование. Досегашниот одбор за акредитација и евалуација е поделен на две тела: посебно тело за евалуација на квалитетот на високото образование и посебно тело за акредитација. Вака ќе се обезбеди и контрола на акредитираните програми со цел да се утврди дали акредитираните институции го обезбедуваат квалитетот што тие го предвиделе. Нов начин на студентско организирање, нови институции кои ќе ги мерат квалитетот и работата на високообразовните институции. Повеќе надлежности се враќаат во рацете на професорите, односно наставно-научните совети, а слабе е моќта на деканите и на ректорите. Ова се само дел од промените што ги носи законот. Денеска Министерството на увид на јавноста ги стави и новите наставни програми за второ и трето оделение. Учениците во второт имаат 19, а за трето оделение 20 часа неделно. Според програмите, учениците ќе немаат обемни програми, а наместо природни и општествени науки ќе го имаат предметот Светот околу нас. Наставниците и академската фела сега се на потек да дадат забелешки или предлози за подобрување на наставните програми.